Деница Огњанова по професија е медицинска сестра, студент по природна медицина, реiki практичар и активист за секојдневна едукација за ароматерапијата и холистичкиот пристап кон здравието на човекот и дел од емисијата од своја страна за прв пат во ова празнично убаво издание, во ова претпладне. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од своја страна. Јас овде ќе ја поздравам токму Верче Огњанова. Ти благодарам, Верче, што ја прифати мојата покана да бидеш дел од студиото на телевизија. Ти благодарам на поканата, драга Викторија. И поздравувам сите ваши гледачи. И многу ми е мило што сум Многу овде. ми е мило и мене што ете конечно се издоговоривме да го оствариме овој разговор. Те следам долго време, го следам сето она кое што го правиш, кое што го работиш, ме трогна приказната за тебе и твојата Јоана. Јас би сакала во овој муавет да почнеме токму од таа приказна. На само 21 година стануваш мајка. Меѓутоа малку поразлична мајка. Што е поразлично во твојата приказна? Тоа беше квантниот скок во мојот живот. На 21 година, нормална бременност, со следење на сите параметри, медицински третмани. Јас сосема случајно се откри во тој момент дека Јоана има тешка срцева мана, дека има Даунов синдром. И беше голем удар за едно сепак дете до 21 година. Но како го прифати тоа? Бидејќи беше доста неочекувано, јас очекував дека, нели како секој родител, дека се би бил во најдобар ред. Замислував мала принцеза на која што ќе правам плетенки. Така, но ти имаш денес мала принцеза на која што правиш плетенки и мала принцеза која што те води веќе 11 години низ таа борба. Јас мислам дека заедно си раставте и заедно растете вие. Апсолутно. Дефинитивно затоа реков квантен скок, бидејќи за жал ние човечките битија кога сме внатре во навидом некој проблем, дали е навистина проблем, ние така го декларираме. Многу често знаеме да потпаднеме и вибрацијски, да гледаме со тага, со болка, И мене ми беше тешко, не викам дека беше лесен тој пат, но моментот кога Јоана преживеа, кога се среди операцијата на срце, кога видов каков таа е херој, како таа сака да живее, тогаш мојот логичен ум, мојата медицинска логика, по која што се водев до тогаш, почнав помалку да ја снижувам и да учам како вистински се живее. Таа денес мојот учител, верувајте да имате едно дете кое што без никаква причина наутро се буди и се смее, е животен сопатник и учител, буквално секој момент и да ми се случи некој предизвик или нешто да ми ја спуште вибрацијата, кога ќе ја видам неа како таа квалитетно живее. Само веднаш се го фаќам тој момент. Верче, како да се биде мајка на дете со Даунов синдром во Македонија? Знаете, не можам да речам дека е многу лесно. Патот по институциите и самите родители гледајќи на што минат, не е лесно, апсолутно. За жал нашата држава нели е во раст, во развој. И тоа посебно на оние кои што најмногу му треба некако оде многу со побавни чекори. Меѓутоа, јас сепак цврсто сум убедена дека ние сме си креатори на својот живот и една од моите мисии е секоја без разлика за каква поразлично станува збор, кога ќе и пристапите очи во очи со неа и која вистински ќе ја прифатите со сите своји делови, бидејќи многу често и јас се фаќав на таа мамка, посебно бидејќи ова е многу сензитивна тема, ние ги жалиме лицата со посебни потреби. Тоа е многу различно. Жалењето или сожалувањето е ниска вибрација. А прифаќањето, ти со самото прифаќање и докажуваш дека вие сте рамноправни. Тоа беше за мене еден голем аха момент и денес порано се правдав кога Јоана ќе имаше некој тик или кога беше бучна во места кај што не треба да е банка, пошта, лулашки. Денес сум толку порамнета со таа моја
животна ситуација, прифатена со сите можни нивоа и од кога вистински јас си го прифатив таа моја животната емисија, верувајте, се е сменето, буквално се е сменето. Сведочам на такви луѓе со таа вибрација, луѓе со таква култура, апсолутно немам потреба повеќе да се правдам. Порано ми се случувате, знаете, на дете со посебни потреби, а денес не сум го изговорила тоа. Луѓето се дига и свеста кај луѓето, тоа ми сум многу среќна што посебно младите, социјалните мрежи си го прават своето. Еве, ти благодарам и на тебе. Ова се чекори кон одење на напред и кон кревање на Каква е емпатијата на пошироката јавност, на луѓето, на... Па, јас сведочам на... мислам дека се е наша рефлексија. Кога јас вистински со сите предности и недостатоци си го прифатив своето дете, јас до ден денеска, верувајте, од соседи, од училиште, едукатори, до случајни минувачи, нас ни отвараат врати, те почекуваат на лифт. Јас стварно сведочам на луѓе со повисока свест. Најверојатно треба секој да тргне од себе и така Апсолутно. Мислам да се дека однесува. ако вие решите денес да се тепате со тројца, јас гарантирам дека живето ќе ви донесе 5 за вие до сега. Тоа сакам да го кажам. Кога јас ја сватив таа моќ моја внатрешна и така. И сега поделен ми е концептот на повеќе приказни кои што стојат позади твоето име. Јоана денес има 11 години и е среќно дете. 12. Така, 12. Добро. Да. И е среќно дете кое што расте покрај една свесна мајка, би рекла. Посакувам да продолжиш да ја креваш свеста за лицата со Даунов синдром, за лицата, нема да ги кажам со посебни потреби, тоа се лица еднакви на нас, кои што... Ама и самиот збор не е толку страшен, посебни потреби. Понекогаш и ние се плашиме, знаете. Сите имаме потреби. Сите сме посебни, сите сме и посебни. Токму така. И јас често го користам уникатно, во светски размери, тој е зборов доста прифатен, ама немам проблем ниту со зборот посебни потреби, бидејќи апсолутно сите сме посебни на некој начин, сите сме си посебна приказна и сега јас би продолжила со ароматерапијата, тоа се есенцијалните масла. Приказната за есенцијалните масла, какви се користи придобивки од маслата, што се крие позади таа приказна вече? Знаете, јас себе како посебен родител верувам дека е таа една посебна психологија кај сите родители. Ние секогаш тргнуваме на наоѓање на ресурс кој што ќе му допринесе поквалитетен живот на своето дете. Тој момент, тука видов дека малку медицинската логика веќе почнав да ја снижувам, почнав да се свртувам кон природата и други ресурси. Тогаш прв пат дознав и за енергетски пракси, и за ароматерапијата. Знаете, се во нашиот живот доаѓа кога си спремен. Така. Кога слушнав, мислам многу е битна отвореноста, за тоа и многу често пати пишувам и ако ние сме отворени, верувајте, се што ни е потребно ќе дојде до нас. Само ако си вистински отворен човек. Кога ќе бидеш отворен, пробај, види, ако ништо не е за тебе или не се пронаоѓаш, секогаш има некој чекор плюс, кој што ќе те односи до она што е најдобро за тебе. Јас искрено сум фасцинирана од моќта на ароматерапијата и моќта на етеричните масла. Мислам, тоа не е ништо ново. Уште во Библијата, уште од времето на Клеопатра, тие ги користели, пред известно време имав и случајно пријадовка, што значи на нашите предци на пред 50 години самите произведувале етерични масла. Но станува збор за процес кој што е физички тежок, треба голема количина на билки, едноставно е скап процес и за жал денес синтетиката и сериското производство си го има своето направено и ние помалку подзабораваме на тоа наше древно знаење, на тие мудрости што си ги имале сите наши предци и живееле многу поквалитетен живот. За среќа, мојата менторка, која што случајно се знаевме со саме нешто друго пред 7-8 години, она е личност која што користи 20 години етерични масли. Она толку е
едуцирана во тој дел и кога дознала дека постојат компании во светот кај што веќе активно го работат тоа, кај што сепак му била предноста човечкото здравје, не е синтетиката и магијата на Така. мирисот. Дефинитивно ароматерапията ја препорачувам. Буквално за секој, но кај лицата со посебни потреби има фасцинантни резултати поради нивната ограниченост, секоја наша ограниченост, без разлика дали е физичка, говор, предизвикува некоја емоција. И таа емоција, доколку не се изработи, доколку не се isпроцесира, за неколку месеци се спушта на физичко ниво. И затоа дечињата, например, се понестрпливи или има дечиња што знаат да се удираат, а тоа е само заради неговата ограниченост е со користење на неколку масла, со вдишување, тоа е цела наука. Јас сум пресреќна како Јоана, вистина има премногу ограничен говор, неколку зборови, но таа е среќна. Мене тоа е мојата мисија. Така, за кога се препорачани овие есенцијални масла? Апсолутно за секој. Сега јас доста внимавам, ние имаме бесплатна едукација, тоа е стварно навистина еден ресурс феноменален, кој што само кажав, ако сме отворени, има неверојатна поддршка и од менторни и бесплатна енциклопедија. Има лица или, например, бременност, помале дечиња, кај што треба да се внимателни, бидејќи се стварно многу силни, моќни, но секогаш постои начин на дозирање, апликација. Може во дифузер, може да се пијат, може да се мачкат. Кој одредува на кого какво масло му е потребно? Или имаме ние советник за ароматерапија Так. на ниво на Македонија, има Viber група во која што има преку 400-500 члена, каде што несебично сами си споделуваме информации, а има и самата фирма енциклопедија која што бесплатно доколку сакаме да се едуцираме, не ја праќа. Па јас сум почнала од самото реiki, тука имате и мото на страната кој што вели прифати, сака и разбери, што ајде од почетокот да кажеме и за нашите гледачи што да подразбираме под реики. Да, реики е една совршена, неверојатна енергетска пракса. Та не е религија. На нашите простори многу често Ја мешаат, или постојат некои предрасуди, стравови, дека тоа е нешто против христијанството или будизам или муслиманство, нема нели секој што се почитува. Јас сум си христијанка и апсолутно тоа не се коси со никакви христијански пракси или карактеристики. Тоа е енергетска пракса која што еден доктор ја случајно ја пронашол, има многу голема желба да помага на луѓето и во Тибет пред 1900-та некаде откриена година, не ме земете за збор сега точно годините, но битно е намерата, човекот многу сакал да помага. На тој начин е канализирана како еден вид на енергетски канал, кој што е тука за наша помош и со искрена намера, со искрена поддршка од луѓе кои што сакаат да помагаат на другите луѓе. Јас завршив во Арслцина кај Елена Антоновска. Ја поздравувам и навистина животот мој, животот на Јоана не се промени после реикито и тоа беше еден од чакорите кон тој дел. Денес имам завршено повеќе енергетски пракси, ги комбинирам, има фасцинантни резултати. Мислам и кај себе си решив заедно со ароматерапијата правам таква една, јас често викам авионска карта кон благосостојба и исцелување на не само на физичкото, туку и на емоционалното, менталното и духовното наше Колку тело. луѓето денес се заинтересирани за работа на себе, колку се приклучуваат можеби кон овие? Па се зависи од отвореноста. Јас секогаш че и завршив и НЛП практичар во Син сум, ја поздравувам ако смееме ве Зорица Попуска. Еве тоа е на пример светска метода. Да не кажам една, мислам дека не постои подобра во личниот развој. Едноставно дали станува збор за реики, дали за НЛП, сите зборуваат едно и исто.
прифаќање на себе, прифаќање на се зависи од нашиот ментален склоп, затоа и ми е мотото прифаќи, сакај и разбери. Така. Само ако си отворен, буквално се може да ти донесе и благосостојба и едно ново круг од таму кај што си сега. Само со искрена желба за отвореност. Така, колку од сето ова повеќе аспекти на твојата приказна, каде е Вирче најсвоја, каде можеме најмногу да ја препознаваме, еве има повеќе аспекти, тука велиш и работа со жени, и што подразбира тој дел во... Најмногу чувствувам страст, мислам дека посебно на нашите простори сум слаба кон женското претприемаштво, кон женскиот мајндсет. Мислам дека се уште на нашите простори, иако има огромни разлики, меѓутоа мислам дека ние во генетскиот код како жени си имаме генетски информации каде што жената се уште се плаши да биде видена, да биде забележителна, да каже гласно, она низ вековите глумела допадливост или морала, била преморена на тоа и бил спречен нејзиниот слободен говор и верувам и знам дека се уште е доста состапено тоа и само со наша гласност, со наши успешни приказни, знам дека секој може, секој. Ама само ако е отворен, ако верува во себе. За жал, имам јас големи соништа на нашите простори, посебно жртвите на семејно насилство или тие се во еден круг, вортекс и повлечени и они не гледаат решение. И затоа треба да бидеме сите погласни, дека постојат ресурси. Јас и работилници, еве имам големи си имам понудувано и бесплатни енергетски третмани во групи кои ќе видам некој дека страда или дека, но не се отворени. Верувате, до сега дали ми се јавила една или две и тоа пак од некој друг канал што ме знаат. Луѓе што не те познаваат, не се впуштаат едноставно да побараат помош. Јас сум најголем сведок и за помош, и за поддршка, ама ја верувам во себе. Верувајте, секој тренер, секој лидер, денеска, посебно на нашите простори, имаме толку жени кои што ми се рол модел. Вие да му ја знаете позади таа успешна жена што приказната, што се стое, верувајте, има 2 дена сите да плачеме. Така да, но поентата на нашето постојање е како феникс, да се издигнеме од се. Никој не е таму каде што е денес без работа на себе, без свесност, без отвореност кон нови знаења, нови вештини. Мислам дека сите, ето и мене тренерки до сега со жени најмногу работам. Кога ќе ја видат мојата, те гледат лидер во мене, јас можеби не бев ни свесна на почетокот за тие мои карактеристики, но вика самиот факт ти што учиш на Zoom и во исто време го храниш своето дете, вика ти ми се поклонуваат, вика ти си најхрабрата и најлидерот тука од сите нас. Токму така, што те држи инспирирана и мотивирана цело време за сите овие работи кои што ги правиш? Па каде ја наоѓаш мотивацијата? Знаете, има една мисла која што ме води и јас по самиот пат кога бев, имав доста перипети, може да кажам, Јоана е едно од најлесните можеби работи кои што ми се случиле. Сум имала и други како спрепки, препреки, но тоа се дел од животот. Но ако не знаете што да правите со себе, има една реченица: помагај на друг. Знаете, ние не сме, мислам дека помошта кон Јоана ме одржа во живот и после кога јас несвесно со својата енергија гледам колку луѓето влие тоа, таа моја искрена желба, едноставно тоа ми беа како потврди дека јас едноставно треба да знам, јас во себе имам порив и чувство на... Тоа е, едноставно треба човек да го свате чувството на страст, тоа е порив, натрешена страст кон тоа што го правиш. Јас многу несвесно, но јас верувам во универзумот, ние сме поддржани дефинитивно и сигурно тоа дел од мојата цел, моето постоење. Така, јас верувам во универзумот, меѓутоа велам дека не оставам само на универзумот, да ги засукаме ракавите, универзумот да, ќе ги склопи коцките, меѓутоа да тргне секој од себе и да почне од некаде. Материјален свет, да не заборавиме, ако беше така, ќе би може бев светлосни битија, во материјалниот свет мора се е 50-50. Мораш 50% акција, 50% да веруваш. Да веруваш. Ако стоиме пред каменот и се молиме, таму стоплиме,
без дрва и без акција. Нема да наступли. Така е за се, апсолутно. На што се работи верче периодов кој што следи? Еве, веќе сме во 2023-та, како го поминавте во новата година, што ќе се случува сега? Има ли планови можеби на агендата? Сега ете нов предизвик, си ставив. Јас се уште мислам дека ми треба тоа некои своји лични ограничувања, да бидам коуч или тренер или за да снимам стимулативни видеа. Јас тоа го правам од срце и бесплатно само за кревање на свеста на луѓето. Што значи денес секој може да се снима, па почнав со снимање на видеа и бидејќи и јас како родител ја ранам Јоана и во тој момент и учам и слушам нешто. Така да знам дека си има публика и со пишувањето, имам свој блог, но сепак мислам дека и видеото е многу полесна. И ова ми е како креација што ме повикуваат до телевизија и да зборувам. Многу луѓе ми рекоа дека енергијата е битна. Луѓето го чувствуваат тоа чувство кога ти имаш искрена желба, искрена цел, а луѓето се гладни за љубов. Знаете, презаситени сме, живееме во свет на изобилие, во можности, за разлика од нашите предци. Кога немале ништо. А се уште постои таа замисленост, таа материјални зомби, само се брза по нешто. Дефинитивно. Затоа те поздравувам секоја чест што повикувате луѓе кои што ја шират свеста. Нашата цел е тука да си помагаме, да веруваме, но да не се храниме само со црното, туку да знаеме дека постои бело. Да извлечеме нешто така позитивно од се, а ти тоа веќе успешно го правиш, која ќе биде еве можеби новогодишната, новата година ни е овде, која ќе биде празничната новогодишна порака која што ќе ја упатиме кон сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју, кон сите оние кои што можеби пробуваат да се отворат, што би рекла ти, да започнат некое ново поглавје. Животот е многу интересен. Викендот со мојата менторка Ирена Јакимова, инаку она е најзадолжена за мојот личен развој. Тоа е исто една жена кога буквално толку интересен животот, кога дознав дека на нашите простори постои жена која што ја тоа што сонував, дека она веќе го има, јас не знаев. Јас бев фасцинирана и викам јас тоа е тоа, она тренира и жени, има и своја група каде што така почнав да се охрабрувам, да зборувам. Знаете, кога си во некоја поинтимна група, помала, се уште не е тој внатрешен страх, што ќе кажат другите, што ќе кажат. Жените си го имаме тоа во себе и многу сум среќна што ете животот ме спои со неа. И викендот бевме на годишен завршен ретрит со поставување на нови цели за 2023 и баш беше таму собственичката на Есна. И она соработува со сите ранливи категории и дефинитивно дојдовме до заклучок дека поентата е кревање на мајндсетот. Бидејќи и јас сум под џирија, но јас никогаш не одам од ниска вибрација. Многу е битно да кога правиме нешто, да го правиме од дали јас тоа го сакам, дали јас во тоа верувам, а не од синдром на преживување. Тогаш сосема е друго. Не викам не дека и јас сум била секогаш таму. Некош мора да направиме компромис во овој материјален свет, нели? Так. Но сепак слушање на тој порив и кога ти внатре ќе се порамнеш, кога внатре ќе примиш доста ресурси, што сите се околу нас и верувам дека уште ќе направиме нешто на повисоко ниво за овие категории, на посебно на жени и на лица со ограниченост, да ја сватат нивната моќ, а потоа со таква висока вибрација да одиме кон нови цели. Токму така, тие 4 аспекти од Света Пригазна, како мајка на дете со Даунов синдром, ароматерапијата, есенцијалните масла, реiki методата и еве ти посакувам успех во ова лайф коуч или нели тренер за
Да, како тоа ќе ми го е кажеме за ми е мотивацијски развој, за свесност. Да, ми е Ти посакувам успех во сите 4 области. Ти веќе си успешна да продолжиш по тој пат. Јоана има прекрасна мајка, верувам дека и она е исто толку прекрасна. Се надевам дека ќе имам можност и да ја запознам. Ти благодарам вече што беше дел од своја страна, што посакавме такви убави желби, што кажавме можеби убави совети до сите оние кои што се мислат дали да почнат да се отворат и да почнат да некое ново поглавје од ресурси имаме апсолутно на секој чекор, само така, отвореност. каде може да ве најдат на социјалните мрежи како Верица Огњанова, и на вашиот сајт, исто така како vericaognjanova.com. Можете, драги гледачи, да се обратите директно до нашата драга Верче, доколку сте заинтересирани, односно доколку ве заинтересиравме за есенцијалните масла, да се обратите, да ги слушнете благодатите од таквите масла, да и пишете можеби за реiki третман и целиот тој процес на работа на себе, на свесност, самосвест и се она кое што е пропратено со тоа. Се надевам дека со овој 20 минутен и повеќе, нешто повеќе разговор, успеавме барем малку да начнеме од овие теми, да допреме до вас, да ве заинтересираме и да го задржиме вашето внимание. Јас овде ќе ви се заблагодарам што и овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце и во ова така ќе го наречеме ете празнично издание. Ќе посакам да бидете живи и здрави, да почнете, ако веќе досега не сте почнале да работите на себе и само убавини во новата година. Ќе ви закажам овде и наша наредна средба, знаете секако за 7 дена. До тогаш бидете поздравени.